Наместо трка за добивање петка, учениците и наставниците треба да се посветат на повеќе знаење и квалитетно образование. Еден од начините е зголемината примена на технологијата, но таа не треба да се гледа како замена за наставникот, туку како помошник во образованието, порача министерката за образование Весна Јаневска од Тетово на третата панел дискусија во рамки на националната кампања Магијата е во знаењето. Само нека ги научат децата, кога ќе излезат на испит, да покажат знаење, да ги мотивираат да се надпреваруваат, да сакаат иновации, да сакаат да разберат нешто друго што се случува во светот, освен TikTok, да забранат телефон ако сметаат дека треба да го забранат, да го дозволат ако сметаат дека треба да го дозволат, да бидат комплетно слободни и да не се грижат ако некој им врши притисок, Министерството ќе стои за нив. Наставниците пак порачаат дека зад секоја петка стои приказна за труд, охрабрување и доверба, но разликата во оценките некогаш и денес е евидентна. Минатото оценката беше колку знам. За разлика од минатото, денес оценката е само бројка, односно колку добив. Учениците ја доживуваат оценката само како бројка, за да се пофалат. Ресорната министерка од Тетово испрати порака и до директорите на училиштата. Проблемот со учебниците е системски решен, но одговорноста сега е кај нив ако не го почитуваат законот и учениците се без учебник. Оваа година, многу слободно ќе кажав, прогледав низ прсти. Следната година нема да прогледуваме низ прсти. Има систем, има упатство, има правилник. Директорите се должни да ги почитуваат законите и да си ги нарачаат учебниците. Проблемот со партиските вработувања во образованието треба да биде искоренет, велат од МОН, а во таа насока и подготовката на нов закон за наставници. Но со воведувањето на едносменската настава во скоро 200 училишта и намалувањето на бројот на ученици, неопходна ќе биде и оптимизација на наставничката мрежа, потврди Јаневска. Предходно вакви панел дискусии за образованието се одржа и во Скопје и во Прилеп, а следната е во Куманово. Последната завршна панел дискусија ќе биде во Скопје. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.